пред околу половина час распитот на градоначалникот Талевски заврши овде во Основниот суд Скопје 1. Тој не даде изјава пред новинарите, судската зграда ја напушти од задниот влез, придружуван со неговиот адвокат влезе во својот автомобил. Тоа е добар сигнал дека судот не му одредил притворска мерка, меѓутоа не можеме да преюдицираме се додека конечно не го добиеме решението од Основниот суд. Може би станува збор за некоја друга мерка, може би и не. Значи, уште еднаш ќе повторам, во очекување сме на решението кој што во секој момент треба да биде објавено на интернет страницата на Кривичниот суд. Инаку неговиот распит пред истражен судија, односно пред судија на претходна постапка, траеше околу 2 часа. На барање на специјалното јавно обвинителство, за него постапката е повторно покрената, откако председателот ги поништи аболициите. Во случајот Транспортер, градоначалникот на Битола е прво осомничен. Станува збор за злоупотреба на буџетски пари за околу 360.000 евра, злоупотреба на буџетски пари за превоз на ученици од средните и основните училишта. Освен градоначалникот на Битола, во овој случај осомничени се уште 22. Така, например, во петокот Кривичниот суд за еден од осомничените го замени кукниот притвор со мерки на предпазливост, односно сега осомничениот не треба да се оддалечува од живеалиштето, одземена му е патната исправа и треба да се појавува во судот во Битола. Тоа беше мерката за еден од 22 осомничени. Уште еднаш повторувам, за градоначалникот на Битола едно е сигурно, дека нема мерка притвор, затоа што тој со неговиот адвокат го напушти судот пред околу половина час. Во исчекување сме на судското решение дали има за него некакви други мерки. Случајот Транспортер е вториот кој што повторно влегува во Кривичниот суд, откако беа поништени аболициите од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Минатата недела активирана беше од страна на специјалното јавно обвинителство и постапката за осумничените во случајот ТНТ. Распит имаше и пред судија во предистражна постапка и на Груевски, Јанакиевски и Тони Трајковски за случајот познат како Космос.